Сите вие кои ја следите мојата страница Ти можеш, знаете дека понекогаш тема и предмет на интерес во постовите ми се зборовите, односно нивната моќта што ја имаат не само со она што кажуваат, туку и она што го премолчуваат и она што се чита од нив и какво влијание тоа може да има врз нашиот живот, нашата комуникација, односите со другите луѓе, а во видеата понекогаш ми се тема инспирација, некои одредени фрази и реченици кои што често ги користиме во животот и кои исто така имаат одредено влијание на квалитетот на нашиот живот, на нашите меѓусебни односи, на нашето секојдневие воопшто. Тема на видеото ќе биде реченицата што добивам јас од ова. Ова реченица, односно ова прашање што добивам јас од ова, ќе разгледаме од неколку агли, односно во повеќе различни ситуации. И да видиме каде се ова реченица може да ни помогне, односно ако си ја поставиме како прашање, до кои одговори може да дојдеме и некои работи едноставно да ни станат појасни, со тоа да ни олеснат во одредени сегменти од животот и во комуникацијата со другите. Најпрвен ќе се задржам на тоа кога коментираме, зборуваме, кога лепиме етикети на другите луѓе, кога го коментираме нивното однесување, го искажуваме своето мислење тогаш кога за тоа не сме прашани и кога со тоа оптоваруваме други луѓе. Се разбира, сите понекогаш се наоѓаме во таква ситуација, сите некогаш сакаме нешто да искоментираме и тоа не е страшно и тоа е човечки. Меѓутоа, ако постојано коментираме за другите или постојано даваме критики, лепиме етикети на некој или на нешто, независно дали се работи за однос со некоја личност во нашето професионално окружување во семејството, и не преземаме ништо за тоа и постојано ги малтретираме другите и со нашите констатации, тогаш прашањето е што добиваме ние од тоа? Ние добиваме празнење, ослободување од она што не мачи, од она што не притиска, се ослободуваме од она што ни предизвикува гнев, бес, можеби само едноставно непријатност, или избегнуваме да се соочиме дека немаме сила, волја, знаење да се соочиме со некои работи, да ги прифатиме, или пак ако можеме да ги промениме во ред, ако не, зошто постојано го спомнуваме, раскажуваме, потенцираме истото, доколку не преземаме ништо за да направиме промена. Што добиваме тогаш? Како што веќе реков, добиваме ослободување од нашата лутина, од нашиот гнев, од нашиот бес, меѓутоа и тоа ослободување не е секогаш целосно и не трае долго, така што имаме потреба постојано да го повторуваме истото, дали на исти или на различни луѓе. Кога постојано критикуваме, етикетираме, се жалиме, ние едноставно на тој начин на комуникација се ослободуваме од она што ни тежи, она што ни тишти. Меѓутоа, сепак треба да бидеме внимателни, затоа што ако не менуваме ништо, со текот на времето на луѓето ќе им се досадиме и ќе престанат да не слушаат. Се разбира дека можеме да најдеме нови луѓе, нови групи, меѓутоа она што го добиваме не е трајно, не е целосно и не трае, како што реков, долго. Па единствен начин да се ослободиме од таквиот начин на комуникација е да се соочиме со се она што ни смета, или да го прифатиме и да си продолжиме понатаму со животот, или да го прифатиме и да направиме се што можеме да го промениме. Кога правиме работи за кои знаеме навидом дека не се добри и некако ни преминале во навика или се некоја матрица на наше однесување, па често може да кажеме дека не добиваме ништо од тоа, дека си правиме штета, меѓутоа само едноставно не можеме да престанеме и така натаму, но вистината е сосем друга и знам дека е тешко да си признаеме и знам дека може да предизвика отпори кај некои што го слушаат ова, меѓутоа ние секогаш добиваме нешто од тоа што го правиме. Дури кога навидум првично не добиваме ништо, туку може би губиме, ние сепак добиваме нешто. Имаме некоја секундарна добивка од сето тоа што го правиме и токму затоа не можеме да се откажеме од тоа колку и да сме свесни дека на едно ниво, на некој начин ни смета, ние сепак не се откажуваме затоа што добиваме нешто од тоа. И зошто е битно ова? Битно е за да можеме да си признаеме себе си дека имаме некаква добивка, имаме некоја секундарна корист,
Дури во ситуација во која тоа воопшто не се гледа так, може би ја покажуваме нашата слика пред другите поинаку, може би се представуваме себе си како добри луѓе, добри пријатели, може би докажуваме некому нешто што и не мора да е поврзано со сегашноста, туку имаме некои нерасчистени приказни трауми од детството и младоста, па сега вака се обидуваме да се докажеме себе си, може би избегнуваме на тој начин некои обврски кои што не можеме гласно да ги кажеме дека не сакаме, не знаеме, не можеме да ги направиме. Една од ситуациите која што ќе ја дадам како личен пример, кога јас бев депресивна, и овде не зборувам за тешка клиничка депресија, туку за депресивен период. И откако помина сето тоа, после многу време, сватив дека на одреден начин тоа ме ослободувало од некои активности, од некои средби, од некои разговори, затоа што некогаш едноставно се разбира на несвесно ниво. Бираш да не правиш нешто, меѓутоа не можеш тоа да го кажеш, па се вадиш со својата депресивна состојба. Тешко ми е, мачно ми е, не можам. И на тој начин избегнуваш некои активности, дружби, средби, разговори, ситуации кои што, ако се чувствуваш добро, нема да имаш изговор, и сите тоа го правиме и тоа е во ред. Меѓутоа, добро е колку што може побрзо да го свестиме и да не се криеме зад нашите депресивни состојби, зад некоја наша физичка немој, затоа што секогаш има начин, секогаш има можност да се учи, да се научи, да се направи тоа поинаку, доколку ние имаме желба и волја за тоа и доколку не сакаме да се служиме со изговори и оправдувања, да си признаеме на себе си, затоа што ако сме во таква некаква состојба, тоа е начинот да се излезе од таму, да се прашаме себе си што добивам јас од ова, зашто ми служи, што всушност кажувам со сето ова. И тоа е многу битно за да можеме да продолжиме понатаму со својот личен раст и развој, со животот воопшто. И третиот аспект од кој ќе анализирам оваа реченица, што добива и другиот од тоа што го зборувам, од тоа што го правам. И тоа е многу битно да се прашаме, затоа што на тој начин избегнеме многу непријатни комуникации, многу ситуации кога може би ги заморуваме другите луѓе со нашите приказни проблеми, со нашите не знам, не можам, тешко ми е, затоа што и другите луѓе го имаат тоа помалку или повеќе. И тоа не значи дека во одредени периоди не треба да зборуваме, напротив, јас сум секогаш за тоа да зборуваме за нашите проблеми, меѓутоа исто така да побараме или да понудиме решение или да побараме совет што можеме да направиме, како можеме да постапиме од оној со кој разговараме за нашите проблеми и предизвици. Од друга страна, ако другата личност не добива ништо од тоа, иако не ни се прикажува како добар пријател, добар другар, едноставно ќе се тргне од нас или ќе ни каже отворено дека нема ништо од тоа и дека е време да престанеме со таквиот начин на комуникација. И ова исто битно заради меѓусебните односи. Едноставно нашите пријателства да бидат базирани на разни разговори и на разговори во кои и ние ќе дадеме нешто од себе, и ние ќе кажеме нешто за себе, и ние ќе умееме да изслушаме, ќе го кажеме своето мислење или ќе понудиме некакво решение доколку тоа од нас е побарано, а нема само постојано ние да бидеме центар на внимание со нашите проблеми, фрустрации, ситуации кои не знаеме да ги разрешиме. Или многу пати на тој начин тоа што го добиваме е да останеме во таа ситуација, во таа некоја наша комфортна зона, а зошто ни е тоа потребно, само ние знаеме и никој друг не може да ни го каже и покаже тоа. Ние треба да го пронајдеме длабоко во себе и да знаеме зошто го правиме. Затоа што кога најчесто имаме потреба да го правиме тоа, сигурно добиваме нешто од тоа. Одложуваме, наоѓаме многу оправдувања, ја префрламе грижата за нас и за она што ние треба да го направиме, одговорноста на другите, и дури кога ќе си го признаеме тоа, ќе престанеме да го правиме и на тој начин ќе бидеме поспособни, односно ќе имаме повеќе време да ги слушаме и ние другите, и пак ќе добиеме нешто. Односно,
ќе ја градиме нашата слика на добар пријател, слушател, поддржувач. И сакам да обрнам внимание на нешто со што може би многумина нема да се согласат, а тоа е дека ние луѓето секогаш правиме нешто за да добиеме нешто за себе. И тоа не е себично, тоа е човечки. И тоа е така, колку да не сакаме ние да си го признаеме, и тоа не прави помалку добри луѓе. А кога мислам по тоа да добиеме нешто за себе, тоа се однесува и на да добиеме мир, да добиеме радост, да се чувствуваме убаво, да одржуваме одредени односи, да останеме на одредени позиции. Секогаш правиме нешто за да добиеме нешто, барем некаква сатисфакција, некаков мир, некаква емоционална стабилност или некоја сигурност која ни е толку многу добро позната. Затоа сметам дека реченицата што добивам јас од тоа е неопходно често пати да се ја поставуваме како прашање, за да можеме да добиеме одговор за многу наши постапки, за многу наши односи и оние кои ги разбираме, особено за оние кои што ги разбираме помалку и понекогаш едноставно се чудиме зошто сме го правиле тоа или зошто не можеме да го направиме она што може би подолго време посакуваме. Затоа што добивката од тоа не задоволува некои наши потреби, желби и барања. Јас ви посакувам се најубаво, бидете внимателни со зборовите, бидете внимателни со речениците, прашувајте се често што добивам јас од ова, на тој начин ќе си добиеме одговори и ќе знаеме зошто правиме многу работи кои што ги правиме, може би секогаш не ни е доволно јасно или не ги правиме на свесно ниво. Ви благодарам за вниманието, погледнете некои од моите постари видеа, ставете лайк на ова видео, па и на другите, ако ви се допаѓаат, споделете ги, приклучете се на каналот или кликнете на звончето, односно на дugmето subscribe и со некоја нова тема се гледаме во некое ново видео. Се најубаво!